Јас сакам да кажам дека ова е една заедничка инвестиција на Министерството за труд и социјална политика и општина Карпош. Покрај тоа што Министерството за труд и социјална политика помогна за реконструирање на градинката Пролет кај Канела, исто така помогна и за реконструкција на овој објект кој е собственост на општина Карпош и кој го ставаме на располагање на нашите најмлади жители во општината. Општината го направи ова партерно уредување, додека внатрешното уредување го направи Министерството за труд и социјална политика. Во моментов овде ќе бидат згрижени 56 наши најмлади жители и мислам дека ова е навистина добро проширување на нашите капацитети, особено на дечите јасли, затоа што градинката Пролет со два објекти обслужува 3 местни заедници: Кузма Јосиповски Питу, Пецо Божиновски Кочо и Нерези, кој што го вклучува пред се Средно и Горно Нерези. Од тие причини сметаме дека со проширувањето на мрежата на градинките, значи ова е 10-ти објект на територија на општина Карпош, вршиме одлично покривање на со дечја заштита на територија на нашата општина, иако во предвид ги имаме и приватните градинки што се отворени на наша територија, значи се овозможува максимално квалитетно згрижување за најмладите жители на општина Карпош, каде што покрај згрижувањето се врши и воспитно образовен процес кој што е практично подготвување за отпочнување со основното образование на нашите најмлади жители. Ајде, нека е со среќа. Овде да се згрижуваат и да се воспитуваат идни академици, идни професори, па и политичари, нобеловци и се што е добро. И да се вработуваат. 22 деца овдека се запишани за оваа група. Има креветчиња, има постелнина, значи има играчки, има се што е во неопходно за да се отпочне на 4 септември со деца од јасен возраст. Еве го едниот кандидат тука ни. Како што вели, дека му се допаѓа или? Може тука цело време му се допаѓа. Значи овдека деца се запишани 22 дечиња од 2015. Значи обремена е целосно ова занималната за прием на овие дечиња. Значи од топла вода, пултот за пресликување со кревечињата, со постелнината, со играчките. Ако имаме поголеми дечиња, имат и масичка кои што ќе ги учиме да седнуваат и да ги раниме кога ќе треба за ужинка, за појадок, за ручек и така натаму.